Добар ден, дневник на К3. Се асфалтира патниот правец во должина од 1 километар во кривопланичкото село Жидилово. Машините интензивно работат, а се очекува патот комплетно да биде асфалтиран за 2 дена. Средства за новиот пат локалната самоуправа на Крива Паланка обезбеди преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Интензивно се работи на асфалтирање на патниот правец во село Жидилово во должина од 1 километар. Деновиве заврши и асфалтирањето на 2-километарскиот пат кон манастирот познат како Руски пат, каде се очекува деновиве да бидат поставени банкини. Средства во висина од околу 34 милиони денари локалната самоуправа на Крива Паланка обезбеди преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. На терен во село Жидилово излезе и градоначалникот Арсен Чалипсовски, кој информираше дека патниот правец во село Жидилово со ширина од 4 метри комплетно ќе биде асфалтиран за 2 до 3 дена, а реализацијата е едно од неговите предизборни ветувања. Еве, ова е втората фаза од завршување на пат или вториот пат преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието во руралниот развој и еве голема благодарност до владата на Република Македонија и до агенцијата. Завршен е патот од мотел од Македонија до манастирот Свети Јаким Осоговски во должина 2 километра и овдека имаме 1 километар во село Жидилово, каде што е предвидена селска улица која ќе биде со 2 слоја на асфалт, значи едни од 7 см и други од 5 см. Се прави еден навистина убав пат во ширина од 3,5 метри и пола метар банкина, односно 4 метри. И еве мислам дека го опфаќаме баш оној најнаселениот дел во село Жидилово, каде што највеќе има потреба за тоа. Ова беше барање од населението, му е предизборно ветување, еве го остваруваме тоа. Местните жители изразија големо задоволство што по 2 децении ќе добијат нов функционален двослоен патен правец, кој ќе ги улесни транспортот и комуникацијата во селото. Наедно упатувајќи благодарност до локалната самоуправа на чело со градоначалникот кој се заложија за решавање на овој нивен проблем. Местното население 20 години го чекаше овој проект и сега не да е задоволно, презадоволно. Пошто имаше проблеми со атмосферската вода, не само зимни услови, летно време однесе го патот. Не можеш до самите домови населението да отиде. После плюс овој пат е до гробиштата. Че се случи некој смртен случај, на рад се ги носат нагоре. Ова е, дигам, огромен приоритет за населението. Само пред све благодарност на градоначалникот. А тоа е за нас тука направено. Мислим дека ќе го користиме, мислим дека е благодет. Нема да ви речеме дека требало порано, требало подоцна, кога било тога е направено е сега и сега од тука натаму да го користиме. За тоа. Убаво е све направено. До сега ова што е направено, многу добро е направено, па од сега натака ќе се бориме за напред, за уште да се продолжи нагоре. Да, идеме па напред. Да. А сега најлошиот дел тука, значи е направен. Може да се заблагодарим на градоначалникот и да иде само напред. Куманово и Гнилане ќе интензивираат соработката преку реализирање проекти кои се поддржани од ИПА-2 компонентата преку Европската канцеларија. До крајот на годината планирано е збратимување на двете општини. Куманово и Гнилане ќе ја интензивираат соработката преку реализирање проекти кои се поддржани од ИПА-2 компонентата преку Европска канцеларија. Двајцата градоначалници на денешната средба во Куманово изразија надеж дека ќе се реализираат инфраструктурни проекти. Двете општини пред 6 години потпишаа меморандум за соработка, а сега на иницијатива на Гнилане се реактивира соработката. Канцеларијата Антена 2 се наоѓа во Гнилане, а негде средина на октомври и втората половина на октомври, точно датумот не е прецизиран, ќе биде одржана регионална конференција на Европската канцеларија токму во Гнилане, каде Куманово ќе земе учество на таа конференција. Ваква канцеларија ќе биде отворена и во Македонија, со што сметаат градоначалниците уште повеќе ќе се засили меѓудржавната и меѓуграничната соработка. Оваа соработка е продолжение на претходната, што овие две општини ја имаа на ниво на микрорегионот Гнилане, Прешево, Куманово, Трговиште, како дел од големиот макрорегион,
Ниш, Скопје, Софија. Го запознав градоначалникот со можностите за соработка. Комитетот на регионите во рамките на Европската Унија задолжен за Западен Балкан во месец октомври оваа година ќе одржи средба конференција во Гнилане, каде гостин ќе биде и градоначалникот на општина Куманово и ќе биде главен партнер на оваа конференција, со цел да се воспостави поголема соработка. ИПА-2 во програмата за меѓугранична соработка која ги опфаќа општините Куманово и Гнилане, но исто така и општините од регионот како Липково, како и изградба на граничниот премин Беланов-Станчиќ, кој е проект од интерес на двете влади, но сепак акцент се става на соработката помеѓу Куманово и Гнилане, како и други проекти кои го фаќаат микрорегионот Гнилане, Куманово, Прешево, Трбовиште, кој проект нуди добра и голема можност за соработка со што Западниот Балкан преку овој проект може да биде пратен во Брисел. Дамјановски најави дека двете општини ќе се збратимат, за што нагласи потребно е советите на општините да донесат одлука. Како дел од бројните активности за модернизирање и подобрување на условите за работа, во Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка се вложуваат финансии, време и труд. Периодов во тек е комплетна реконструкција на спортската сала и на 4 училници во подрумскиот дел. Градичната офансива во Кривопаланичката гимназија е во полнек. Интензивно се работи на целосна реконструкција на спортската сала, која ќе опфати обнова на подните и цидните површини и столаријата, со што просторијата ќе стане енергетски ефикасна. Спортската сала со површина од 270 метри квадратни не беше реновирана во последните 9 години. Салата фактички веќе во источниот, така речем, дел на салата имаме доста влага и сакаме таа влага да ја отстраниме. Понатаму ќе извршиме рисувањето на ѕидовите, веќе сами видите дека има доста прашања по ѕидовите, веќе салата не е воединствена некаде по 9-10 години. Понатаму исто така времено ќе извршиме промената на столаријата, која столарија не е променета од 1966 година, со тоа ќе се зголеми топлинската ефикасност, односно условите за работа во салата ќе бидат на едно повисоко рамиште. Освен спортската сала, нов лик ќе добијат и 4 училници во подрумскиот дел, каде ќе се реновираат подните и ѕидните површини, столаријата и електричната инсталација. Гимназијата во Крива Паланка изминатите години е реконструирана речиси до непрепознатливост. Целосно беа обновени училниците на приземјето и првиот кат, реновирани внатрешните ѕидни површини кои секоја летна сезона се варосуваат, како и подовита, а целосно беа сменети и санитарните јазли. Реновирањето ја опфати и комплетната електрична инсталација, партерот во холот, а новина беа и штедливите светилки и безбедносните камери. Во однос на надворешниот дел беше извршена реконструкција на покривот и беше поставена нова термофасада, а беше поставен и подпорен зид зад северната страна на гимназијата, каде се создаде пријатно катче за учениците. И професорите добија нова модерна просторија за себе. Залагањата беа наградени со одличното национално, но и меѓународно признание за најбезбедно и најуредено училиште. Се прават последните подготовки за пуштање на отворениот и затворениот базен. Како што најави градоначалникот Дамјановски, за 10 дена се очекува да се завршат сите градежни активности и технички прием на базенот, а за 1 август го најави нивното свечено пуштање во употреба. Спортскиот комплекс отворен и затворен базен во локалитетот Спортска сала е во завршна фаза. Се прави чистење на затворениот базен и подготовка за негово полнење, затоплување. Се вршат пробни тестови на сите машински елементи. Како што најави градоначалникот Дамјановски, за овие 10 дена ќе биде завршено чистење на просториите, сите доработки околу малтерисување, гипс картон и приклучување. 28 јули е рокот кој го наведе дека ќе бидат завршени сите градежни активности и технички прием на базенот, а на 1 август пред големиот празник Иринден ќе бидат свечено пуштени во употреба. Се надевам дека негде до 28 јули ќе биде завршено комплетно за технички прием затворениот и се надевам на 1 август дека отворениот и затворениот ќе биде свечено пуштено во употреба. Имаме уште
доста работа на отворениот, меѓутоа тоа е еден широк фронт каде работат 4-5 екипи и се надевам дека со 1. август пред големиот македонски празник Илинден ќе го пуштиме во употреба и ќе отпочне експлоатација на овој спортски комплекс. Меѓу останатото, градоначалникот најави дека овие месеци е во план да се изготви програма за училишен спорт во кој ќе бидат опфатени сите училишта во Куманово. За најмалите е предвидено да се направи платформа од 1 метар, каде ќе може да го учат пливачкиот спорт, а за најискусните предвидени се стази за надпреварување. Во наредните месеци, значи негде август и септември, ќе направиме програма за училишен спорт, каде дефинитивно ќе дадеме можност на сите училишта во општина Куманово да ги користат за школски активности. Имаме проект кој на некој начин ќе направиме платформа на двата дела, каде малечките возрасти до метар ќе имаме можност да ги даваме пробни пливања, учење на пливачкиот спорт, а потоа ќе имаме и стази за надпреварувачи и пливачки клубови. Дамјановски рече, општината нема ниту свој човечки ресурси, ниту пак ингеренции да стопанисува со комплексот. Имаме една законска пречка која разгледуваме со дирекцијата за имотно-правни односи. Мислам дека сме во завршна фаза и на наредна седница ќе дојдеме до решение за давање на стопанисување со едно од големите предпријатија кој ќе има капацитет да го води овој спортски комплекс. СВР Куманово во 2 одделни случаи поднесе 2 кривични пријави за злоупотреба на службена должност и овластувања. Во првиот случај пријава е поднесена против поранешна директорка на основното училиште 11 октомври, а во вториот на актуелниот директор на јавното предпријатие Пазариште. СВР Куманово поднесе кривична пријава против МС 53, поранешен директор во Основно училиште 11 октомври Куманово, поради постојање основни сомненија за сторено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување во врска со продолжено кривично дело. Пријавената без да спроведе поставка за јавна набавка и прибирање на понуди од повеќе добавувачи на незаконски начин извршила набавка на 16 камери за видеонадзор, поставени на објектите во училиштето, еден ресивер и компјутерска опрема. По ова доставените фактури во училиштето во висина од 159.820 денари незаконски ги исплатила од сметката на училиштето. СВР Куманово поднесе кривична пријава против ИС-36 од Куманово, директор на јавно предпријатие Пазаришта Куманово, поради постојање основни сомненија за сторено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување во врска со продолжено кривично дело. Во периодот од 2013 до 2015 година пријавениот без донесена и усвоена одлука на управниот одбор во предпријатието и без усвоен правилник за постапување позитивно, одговорил на 20 барања на физички и правни лица за парична помош, односно незаконски одобрил еднократна парична помош на барателите на штета на јавно предпријатие Пазаришта во висина од 60.000 денари. Секојдневно расте бројката на млади лица кои конзумираат антидепресиви. Нечестата причина поради која посегнуваат по средствата за смирување се нереализираноста како индивидуа, незадоволството од економската и општествената положба и потребата од брза реализација на зацртаните цели. Лекарите апелираат ваквите препарати да се земаат исклучиво по препорака на невропсихијатрите. Секој втор граѓанин на Македонија пие по едно пакување диазепам на годишно ниво, со или без причина и често без препорака на лекар, тврдат невропсихијатрите. Според нив, употребата на средствата за смирување особено е зголемена кај младите лица, а претераното конзумирање создава фатални последици по здравјето. Тие советуваат препаратите за смирување да се земаат под контрола на лекар. Јас би советувал од ова место да средствата за било кои таблети за смирување, антидепресиви или анксиолитици или седативи да бидат зимани под контрола на лекар, бидејќи не се така небитни во настанувањето на разноразни други заболувања, односно интоксикација со истите и дали е потребно да ги зима тие препарати или не е потребно човекот. Треба секогаш да има консултација со психијатар, односно со невропсихијатрите. Караджински вели дека не треба воопшто да се занемарува честата употреба на овие препарати, особено кај адолесцентите, кои се најчестите конзументи, кои претеруваат со пиење на лекови за смирување поради најразлични причини.
Се случува да испивање на поголеми количини таблетки поради ситуациите во кои што запаѓа еден млад човек во период кога е во адолесценција или во пубертетот, па сака се тоа брзо да му тече, да оди, нели, се да заврши во еден миг, а не може тоа да се заврши во еден миг, па настануваат нервози и се посегнува под поголема количина на средства за смирување. Најмногу антидепресивите се употребуваат од страна на млади лица од 13 до 18 години, Децидене Караджински. Па обично тоа се младите од 13 па до кај 18-19 години. Тука најмногу се употребуваат тие средства, дури и често се доаѓа во една конверзивна неуроза, кај нас ги носат избезумени, као да скренат внимание на себе затоа што му се случило нешто што тој не сака да му се случи, а всушност тоа се само тие ситуации во кои што изнервиран индивидуата изнервирана реагира на еден примитивен начин со запаѓање као во коматозна, односно во наводници, коматозна состојба. Диазепамот е лек кој се користи за несоница, психијатриски или други здравствени проблеми, а по препорака на интернист, чести се пациентите кои пијат поради висок крвен притисок или поради срцев удар. Од 1 август годинава само лиценцирани туристички водичи ќе може да реализираат тури на археолошкиот астрономски локалитет Кокино. Посетата на локалитетот ќе се наплаќа преку карта или уплата на жиросметка. Ова одлука е дел од проектот на Националната установа Музеј Куманово и УСАИД, проектот за експанзија на мали и средни бизниси. Од 1 август годинава само на лиценцирани туристички водичи ќе им биде дозволено да водат тури на локалитетот Кокино. 52 водичи ќе добијат уверенија за туристичко водење во Музејот на македонска борба на 21 јули. Една од најважните измени во поглед на менаџирањето на локалитетот, а со цел негово самоодржување, е одлука да се започне со наплата на влезници за посета на Кокино. Една од најважните погледи, најважните промени во поглед на менаџирање на самиот локалитет, а со цел на негово самоодржување и одлуката да се започне со наплата на влезници за посета на самиот локалитет. Наплатата ќе се врши со купување на карта од нашите чувари кои што се наоѓаат на локалитетот или пак преку уплата на жиросметката на Националната установа Музеј Куманово, поединечно или за група посетители, сеедно, без оглед за какви посетители станува збор, и со прикажување на потврдата на уплатата на самиот чувар ќе се влегува на локалитетот. Се тоа ќе започне од 1 август 2016 година, така да ќе биде дозволено водење на тури на посетители само на оние туристички водичи кои што ќе бидат лиценцирани. Измените околу менаџирањето се поддржани и реализирани од страна на проектот на USAID за експанзија на мали и средни бизниси. Целта е да се обезбеди одржлив финансиски модел за одржување, развивање и промовирање на археоастрономскиот локалитет Кокино. Овие водичи претходно ја поминале бесплатната одлука и сертификација за туристичко водење на локалитетот, која ја одржале археолози од установата. 3 обуки се бесплатни, за понатаму ќе видиме. Јас се надевам дека со ова ќе успееме да направиме поголема промоција на локалитетот, но и да обезбедиме одреден финансиски бенефит, а се со цел за самоодржување на самиот локалитет Кокино. Претходно преку проектот на USAID за експанзија на мали и средни бизниси направена е мобилна апликација, поставени се патоказни табли и инфотабли и оградени се неколку критични точки на локалитетот. Разговорите меѓу политичките партии подписнички на договорот од Пржино ќе продолжат утре, откако денеска повторно не е постигнат договор, изјави амбасадорот на Соединетите Американски држави Джейс Бейли по завршувањето на средбата во клубот на пратениците. Разговорите меѓу политичките партии ќе продолжат утре, откако денеска повторно не е постигнат договор, изјави амбасадорот на САД Джейс Бейли по завршувањето на средбата во клубот на пратениците. Денешните разговори за ингеренциите на министерот за внатрешни работи за техничката влада, кој што ќе ги спроведува изборите, трае 2 часа. Пред почетокот на средбата изјави за медиумите дадоа Никола Тодоров од ВМРО ДПМНЕ, Радмила Шехеринска од СДСМ и Артан Груби од ДУИ. Тодоров и Шехеринска ги повторија веќе изнесените ставови во врска со
прашањата за ингеренциите на Министерот за внатрешни работи, но не сакаа да соопштат кои се новите идеи што произлегле на вчерашната средба. Според тврдењата на амбасадорот на САД Джес Бейли, Груби Пакодуи рече дека оптимистот и разговорите може да завршат уште денеска или утре, доколку македонските партии ги надминат разликите, бидејќи тие биле минимални. Доколку се постигне договор сега, според него, избори би можеле да се одржат на 11 декември. На средбата присуствуваат и Имер Али од ДПА, амбасадорот на САД Джейс Бейли и представник на мисијата на Европската унија во отсуство на амбасадорот Иво Орав. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган изјави дека турскиот народ сака смртна казна за учесниците во неуспешниот воен пуч, во кој беа убиени повеќе од 200 лица. Берлин и Виена стравуваат од судири меѓу турците на нивна територија. Еврокомесарот за проширување и соседска политика Јоханес Хан и шефот на дипломатијата на Словачка Мирослав Лајчак порача Европска унија останува посветена на проширувањето. Свето денеска. Ердоган истакна дека турскиот парламент треба да одлучи дали повторно ќе се воведе смртната казна и дека тој, доколку тоа се случи, таквата мерка ќе ја преточи во закон. Во 2004 година Турција ја укина смртната казна во рамки на напорите за членство во Европската унија, но повиците за повторно воведување на оваа казна се засилија по неуспешниот воен пуч во ноќта меѓу петокот и саботата. Ердоган наведе дека неговата влада за неколку дена ќе упати писмено барање за екстрадиција на имамот Фетулах Ѓулен, кој се наоѓа во екзил во САД и кого турскиот претседател го означи како организатор на неуспешниот пуч. Германската канцеларка Ангела Меркел во телефонскиот разговор со Ердоган кажа дека силно се противи на повторното воведување на смртната казна во Турција и истакна дека таквиот чекор ќе спречи оваа земја да стане членка на Европската унија. И од Брисел на Ердоган му беше испратена истата порака дека повторното воведување на смртната казна не е прифатливо за Европската унија. Обидот за воен удар во Турција може да доведе до конфликт во турската дијаспора на територијата на Германија и до судири меѓу приврзаниците и опонентите на председателот Реджеп Тајип Ердоган, изјави министерот за внатрешни работи на Баварија Јоаким Херман во интервју за весникот Берлинер Цајтунг. Истовремено и во Австрија водечките политичари од сите партии се огради од демонстрациите за поддршка на Ердоган, кои се одржаа во текот на викендот во Виена и во другите австријски градови. Канцеларот Кристијан Керн изјави дека тие демонстрации предизвикуваат непријатност, а вице-канцеларот Рајнхолд Митерленер побара лојалност од граѓаните од турско потекло. Еврокомесарот за проширување и соседска политика Јоханес Хан и шефот на дипломатијата на Словачка Мирослав Лајчак порача дека Европската унија останува посветена на проширувањето без оглед на одлуката на Велика Британија да излезе од унијата. Шефот на дипломатијата на Словачка, која преседава со Европската унија, изјави дека Велика Британија излегува од унијата, но дека поддршката за проширување и натаму постои и оти не е случајно што тоа е приоритет на словачкото претседателство, нагласи Лајчак. Тој додаде дека Словачка затоа сака земјите кои се дел од процесот на преговарање да почувствуваат дека тој процес се поместува. Ракометарките на Куманово по одличниот настап сезонава на домашна сцена се пред нов предизвик настап на европската ракометна сцена. На ждрепката која се одржа во Виена, Кумановки ги добија противниците, а тоа е шпанската екипа на Хелветија. Првиот надпревар од второто коло Кумановки ќе го играат на домашен терен на 15 октомври, а реванш мечот во Шпанија на 22 истиот месец. Женската ракометна екипа на Куманово на ждрепката што се одржа во Виена ги дозна противниците за Челендж купот. Откако Металург го откажа своето учество на европските надпреварувања, Куманово доби шанса да се надпреварува. Ждрепката сакаше вториот македонски представник ЖРК Куманово во второто коло Челендж купот да се надигрува со шпанската екипа Хелветија од Мадрид. Раководството задоволно од противникот, како што велат, очекувале тежок противник. Доколку извојуваат победа на домашен терен, Кумановки ќе патуваат во Португалија и ќе играат против Коледж де Гала. Па мислам од четирите можни противници, нам ни се падна по обичај најтешкиот, нели? Знаеме дека екипата доаѓа од една ракометна земја како што е Шпанија, која во женскиот ракомет во последните 10 години редовно на големите надпреварувања освојува медал, игра финалиња, полуфиналиња. Така да, мислам, ние не се однапред предаваме, ќе видиме
со каков ростер ќе располагаме сега кога ќе се собереме нели од 3 август и да видиме на кои позиции сме така потенки. Добро би било да можеме да се квалитетно појачаме, така да можеме да одговориме на овој двомеч. Ракометарките сега се наоѓаат на заслужен одмор, а веќе од 3 август екипата повторно се состанува за да ги започне тренинзите и подготовките. Според Пеовски, здравствениот билтен на ракометарките со завршувањето на сезоната не беше најдобар, но допрва ќе се види кои ракометарки ќе може да настапуваат. Па ние минатата сезона не го завршивме баш добро, не ја завршивме, затоа мислам дека во овие 2 месеци, нели, месецот јуни го работевме малку, ова јули се пуштени сите, мислам дека би требало да биде секако што треба. Сепак додека не почнеме, нема да знае. Првата средба ракометарките на Куманово со шпанска Хелветија ќе имаат на 15 октомври, а реванш мечот е на 22 октомври во Шпанија. Освен ЖРК Куманово, во челендж купот од македонските представници и јуниорската екипа на ЖРК Вардар. Кошаркарската репрезентација на Македонија тргна со подготовките за настапот во квалификациите за пласма на Европското првенство во 2017 година, а на списокот на селекторот Драган Раца немаше место за долгогодишниот репрезентативец Дарко Соколов и за Владимир Брчков. Првиот тренинг одработија 12 од 18 повикани кошаркари. Селекторот на македонската кошаркарска репрезентација Драган Раца во понеделникот ги започна подготовките за квалификацијскиот циклус за пласма на Европското првенство во 2017 година. Раца на поширокиот список повика 18 кошаркари, но на првиот собир во спортскиот центар Јане Сандански се појавија 12 играчи, и тоа Александар Костовски, Димитар Караджовски, Адем Мекиќ, Војдан Стојановски, Дамјан Стојановски, Стојан Ѓуровски, Маријан Јанески, Бојан Крстевски, Бојан Трајковски, Кирил Николовски, Љубомир Младеновски, Марко Дојковиќ. Бекот Марко Симоновски има повреда на грбот и тој дополнително ќе се приклучи на подготовките исто како и Андреј Магдевски, кој со младата репрезентација се наоѓа во Грција. Селекторот и неговите соработници во наредните денови треба да решат кој од странците кои имаат македонски пасоши ќе биде повикан во националниот тим. Раца не исклучува тоа повторно да биде Лестер Бомекелеп. Раца смета дека има доволно време за подготовки до стартот на квалификации и дека противниците, особено Велика Британија и Унгарија, се добро анализирани. Инаку, како дел од подготовките, репрезентативците ќе бидат домаќини на Трофеј Македонија, на кој уште ќе учествуваат Црнагора, Босна и Херцеговина и Белгија. Македонскиот првак пристигна во Загреб, каде што утре го игра реванш мечот од квалификациите за Лигата на шампиони. На домашен терен Вардар претрпе пораз со 2:1. Македонскиот фудбалски првак Вардар од утринава е во Загреб, каде што ќе се обиде утре на реваншот против Динамо да направи чудо и да се пласира во следната фаза од Лигата на шампионите. Црвено-црните дојдоа во главниот хрватски град со негатива од мечот во Скопје од 2:1, во возбудлив и интересен надпревар во кој 3 пати ја погодија рамката од голот. Со голем оптимизам вардарци го очекуваат утрешниот дуел, по случувањето од првиот меч во Скопје. Уверени се дека може да се дојде до победа со најмалку 2 дадени гола и да се пласираат во третото квалификацијско коло, иако мисијата ќе биде тешка, со оглед на историјата која вели дека црвено-црните имат само еден триумф на гостински терен во Лигата на шампионите, и тоа оној со ЦСКА. Надпреварот Динамо Загреб Вардар се игра утре во 20 часот и 45 минути, а вечерва вардаровите играчи ќе го почувствуваат и теренот на стадионот Максимир. Најдобриот поединец во редовите на Реал Мадрид Кристијано Роналдо, кој се повреди за време на Европското првенство во Франција, порача дека за кратко време ќе закрепне и ќе се врати уште посилен. Вести од меѓународен спорт. Најдобриот португалски фудбалер и член на Реал Мадрид Кристијано Роналдо, кој поради повреда пред време го заврши финалето на Европското првенство, порача дека за кусо време ќе ја санира повредата и дека посилен ќе се врати на терените. Тој се заблагодари на сите кои му упатуваат пораки за брзо закрпнување и кои го охрабруваат побрзо да се врати на терен. Можам на сите да им кажам дека ќе биде се во ред и дека ќе се вратим посилен, стои во обраќањето на Роналдо до своите фанови. Португалецот во завршениот дуел на Евро 2016 го повреди коленото и според сегашните информации одсутен од фудбалските терени ќе биде до септември.
Српскиот фудбалски репрезентативец Адам Лајќ во новата сезона ќе настапува за Торино. Председателот на калчолигашот Урбано Кајро е исклучително задоволен што нов член во клубот е Лајќ. Лајќ е среќен што повторно ќе соработува со поранешниот тренер на Фиорентина. Претходно 24 годишниот фудбалер играше за Интер, Рома, Фиорентина и Партизан. За српскиот национален тим има 20 настапи и 3 постигнати погодоци. Уште едно добро познато тениско име нема да настапи на летните олимписки игри во Рио де Женеиро кои се на програмата следниот месец. По Милош Ранич, Доминик Тим, Џон Иснер, Томаш Бердих, Симона Халеп и Каролина Плишкова, големиот настап во Бразил ќе го скокне и Ришар Гаске, со што за разлика од останатите кои како причина го посочија вирусот Зика, тој има повреда на грбот. Гаске во составот на Франција ќе го замени Бено Апер, за кого ова ќе биде прв настап на олимписките игри. Во конкуренција на двојки Ришар требаше да игра заедно со Жо Вилфред Цонга, но сега неговото место ќе го заземе Гаел Монфилс. Во 2012 година на олимписките игри во Лондон, Гаске брзо го заврши својот настап во поединечна конкуренција во второто коло, додека во дабл дојде до бронзена медала со Жулиен Бенето. Игрите во Рио се на програмата од 5 до 21 август. Времето денеска сончево, посвежо и ветровито со мала до умерена облачност. Дуваше умерен до засилен северен ветер. Со информацијата за временската прогноза го заокружуваме ова издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне.